И во овој трет дел од Студио 10, ова трето интервју, разговараме заедно со професор доктор Синиша Наумовски, извршен директор на Академскиот совет во Академијата за банкарство и информатички технологии, и токму за Балканската бизнис недела, регионален настан во Македонија од 7 до 11 јуни. Официјалниот назив нив име на англиски, Balkan Business Week, но моравме да го преведеме, бидејќи се преведуваше, претходниот наслов не можев да го преведам, но во овој дел искрено да ви кажам, многу се радувам за оваа тема. Ви кажав дека денеска се комплетно различни интервјуата и настаните за кои што разговараме. И токму со професорот Наумовски ќе опфатиме и теми кои што се однесуваат на самиот настан, но и темите кои произлегуваат од настанот, особено на делот на првиот ден од поделбата на деновите на настанот, кои што се однесува и на економската ситуација во ЕУ, особено Германија како партнер на Балканот. Професоре Наумовски, добро дојдовте. Благодарам на поканата, добро ме најдов. Како сте? Чест ми е што доаѓам после можеби 3 години. Па да, одамна не сме се виделе, тоа сега и разговаравме пред да почнеме официјално со професорот, дека некако не измести комплетно пандемијата. Така. И во оние и имавме нели гостувања кои што ги правевме и се и многу се радувам што еве повторно седиме во студиото и да разговараме за исклучително значајна тема. Вашите настани од секогаш се многу поразлични, да, доаѓаат од економскиот сектор, особено од банкарството, но многу поразлични од она што човек замислува како настан, каде што луѓе си седат само и си разговараат за иднината, туку баш зборувате за она што е актуелност во банкарскиот систем и во економијата. Благодарам за таквиот став. Сакаме да бидеме, јас велам, диферентни, различни. Каниме многу гости секогаш, овие веќе 7 години со Академијата за банкарство и веќе ќе навршат нареднава година 5 години од Хајделберг институтот како делува и како партнер и како соработник на АВИТ. Морам да кажам, предизвикот оваа година беше овој настан да биде превземен или имплементиран од таа глобална недела во Германија е прават, глобална недела на претприемништво, со тоа што организираме балканска, како го преведовте вие, балканска недела на бизнисот. Голем број на гости, преку 80 говорници, и особено мене ми е драго или ме прави горд присуството на германски влијателни истопанственици и луѓе од Бундестагот. Така и денот еден е насловен на 7 јуни, економската состојба во Европската унија со посебен осврт на Германија. Тоа јас имав став да не биде протолкувано на регионот националистички или слично, но мораме сите да сме објективни. Германија е наш најголем стратешки партнер, земја каде што имаме најголем суфицит или од ретките суфицитарни партнери на економијата. И често ние монетарниве елементи кога ќе ги спомнуваме или анализи или писанија и слично и официјалниве монетарни бројки, се прибележува или се дава коментар на Германија како значаен партнер, дури има директно влијание врз економскиот раст и на домашната македонската економија. Ако видите последниве проекции и на меѓународниве институции, ММФ, Светска банка, еве и на Народната банка минатата недела, пишував јас некои писанија, таму ќе забележиме или ќе се види дека токму еден од факторите за излезот од рецесијата и големиот раст кој е проектиран сега приближно до 4% за 2021 година е влече од германската економија. Особено во оној дел на автомобилската индустрија, ќе се согласиме, нели бројни фабрики ги имаме и кај нас. Во зоните извозните нарачки во источниве земји, особено Кина, се оптимистички и тоа можеби влече за поголема динамика на раст кај нас. Дали може? Така да, германскава економија е, да заклучам, директно зависна или има импакт и врз домашната наша економија. Дали може би ви вршеше влијание во делот на изборот на она што ќе се разговара во текот на оваа Балканска недела на бизнисот, ви вршеше влијание и целата оваа пандемија во изборот на самите теми? Значи, бидејќи неизбежно е да се разговара за економија денес, а вие да не зборувате за последиците од пандемијата. Секако. Пандемијата ги промени, како кажавте и вие, и кај нас комплетно во образованието. Гледате сега колку е актуелно и критички осврт кон реформите и дигитализацијата и слично. За или против, или бројни дискусии во таа насока и кај нас. Ние сме веќе година и пол, одиме веќе ја трошиме втората година
од кога работиме онлайн, целосно, некогаш дома, некогаш со присуство во канцеларија, и сето тоа беше процес на менување на комплетно, ај би рекол, мантрата на функционирање и на тимот, и на предавачите, и на професорите, Zoom апликациите, Skype, слично. Токму и темите и декемвриски имавме неколку настани, и овие настани сега во јуни се посветени на COVID, нормално. Ковидот е неизбежност. Јас сум оптимист, непоправлив и верувам дека конечно сега сме во таа завршна маргинална фаза. Особено значајно ќе говориме како ковидот имаше влијание и на регионот, и на Балканот, и на самата економија и во Германија, и што ќе бидат рефлексиите. Тоа ќе го чуеме од нивните германски стопанственици. Особено драго ќе ми биде Карл Амарс, кој што е силен лобист и влијателен во парламентот на НАТО, собранието. Сега јас не сум толку стручен во тој сегмент, но гледајќи го неговото CV и во персоналните комуникации, мислам дека е председател или заменик председател на тоа собрание и е раководител на таа парламентарна група на ЦДУ во парламентот. Значи се работи за влијателна фигура која што ќе говори во функција на безбедносните рамки или безбедноста на регионот, слично, нели? Имавме сега бројни такви карти. Имавме, да. Имаме се уште ги разговараме, ама да, ќе има влијание. Да, тука влијанието на Германија е исклучително многу. Стабилен е Балканот, Германија има сериозно влијание економско пред се, но и преку овие НАТО реформи. Ако го гледате Израел, сега германците веќе почнуваат да... Па и кај нас и образовно влијание има, со оглед на дуалното образование кое што се прави со поддршка на Германската студентска комора, значи во тој дел навистина. Така. Тоа е она и што ме прашавте, вториот ден е германското. Ние сме обично хостови, 5 дена, регионално хостот на првиот ден или оној ден кој говори за економијата е во Хајделберг во Германија. Они го хостираат, го организираат. Наша обврска како Абит беше како нивни партнер да предложиме неколку кандидати регионално кои што ќе говорат. Вториот ден е наш хост, Скопје, не случајно. Зошто? Бидејќи дуалното образование веќе години наназад го говориме. Еве сега гледам и морам да го поздравам тој позитивен дух во Министерството, Блад. Се надевам дека ќе биде успешен сега. Сите ќе покаже времето. Ќе покаже. Каде што има некакви најави за реформи, новиот закон, ќе го споменам тука, деновиве актуелен го читам, предлог законен, впрочем во парламент мислам дека треба помине, за стручно образование и обука. Тоа е закон кој можеби, еве ние како Абит 7 години го зборуваме сето тоа наназад. Овој закон го става во некакви рамки, тие се и сивет кредити, различни од академско образование, она што можеби голем дел од младиве и низ Абит, еве се низ Хајделберг, некакви обуки кои ги имаме за IT, за дигитална писменост, за и така натаму, не го разбираат моментот на диференцијација или диверзификација помеѓу стручното образование или дуалното и академско. Кај нас се е некако испреплетено, измешано, што е нормална последица на Добро, кај нас и толку неколку години кога започна дуалното образование, воопшто не се правеше разлика што представува дуалното образование како такво. Значи не само стручно да речеш, стручно и академско, туку баш дуалното не е. Сега тоа е шанса можеби за нас, ние кои имаме некаква приближно двоцифрена бројка во тоа стручно образование, тоа не е академско, кои бевме, да речам, и се уште сме на дополнување помеѓу оние аутпути на формалниот систем, на државните, ако сакате ги споменам, кои што без да ми замерат, тие се најголеми потрошувачи, без некакви реални ефекти, реално ако правите анализа на буџетот, колку колачот го земаат приватниве формални институции наспрема државните, тоа е неспоредливо. Имаше еден предлог и тука да се уедначи, што мене ми е многу добра форма за размислување. Ајде да го земеме германскиот модел, ај може и британскиот модел. Британскиот или германскиот модел се едни од најуспешните по авторитет. Да, британскиот модел е нели по Кембридж и така натаму, имаме гости од Кембридж. И германскиот модел е првенец во дел на таа дуалност. И двата да ги земеме најдобрите школи. Искуствено се приватните школи. Оние кои се позиционирани со стопанските комори, кои што се позиционирани со локалната власт, регионалните. Кај нас тоа некако, нели, знаете, претпоставам и вие имате коментари и гледачи. Ако прашаме приватниот сектор, одма асоцира на бизнис, на неквалитет, тоа е она што треба да извршиме реформа. Тоа е она што ние говориме години наназад, велиме дајте во бизнис да не правиме образование од образованието бизнис. Образованието треба да биде форма на пласирање на донации, фондации, нешто како со спортскиве клубови. Тоа така е секаде. Не мора да бидат собственици физичките лица на образовните институции, па формални или неформални. Треба да бидат фондови кои што ќе го помагаат тоа. Дали ќе бидат стопанските комори,
дали ќе бидат банките, ги спомнавме, дали ќе бидат локалните власти, јавно-приватните Добро, ние партнерства. тука треба да правиме веројатно измени во делот на собствеништвото, бидејќи сега пак имаше нели измени во делот на регистрирањето во Централниот регистар, каде што треба да се пријават дури и вистински собственици на политички партии дури, и на верски заедници, и невладини, да. Тоа е легитимно, тоа е добар Так. чекор понапред. Сега не сум Так. правник, не знам, но еве ќе го поздравам од моје гледиште, академско гледиште. А вистинските собственици е здраво да ги видиме секаде, нели, да видиме кој е каде е собственик. Така, јасно. И да знаеме, нели, вообичаено толку многу се навикнавме на оние дивергентни појави во системот и динамики, каде што можеби и сите кои сакаме честно да допринесеме сме внимателни од тие настани се што поминавме за тие кој е собственик, кој кого злоупотребува и така натаму и така натаму. Ово општество уште има многу да работи, мислам дека од претходните некои моменти имам уште десетина години сигурно да работиме самите на себе, без разлика каде колку ќе биде динамиката на интегрирање или слично. Она што особено ми е важно е денот 3 ризиците. Ме прашавте за ковидот. Ризиците се поврзани или банкарското делување на сите гувернери и вице-гувернери од регионот и асоциации, што ми значи Грчката асоциација на банкарство, председателката е тука. Грција, јас ви секогаш го говорев, ама еве сега веќе и со подпишување на договорот е и треба да биде наш најголем стратешки партнер. Немаме никаков проблем со нив во однос на некакви идентитетски прашања и слично. Сосема сме Добро, економски секогаш сме биле поврзани, па дури и во направивме едно нешто најчешките. кое не боли сите, да го прифативме, ништо не е тоа толку многу погубно, напротив би рекол е некаква вин-вин позиција. Мислам дека грчкото влијание се гледа и преку овие настани, они испраќаат. Имавме и покана и до еден од поранешните премиери, ќе видиме во кабинет, сме во контакт со кабинетот, зависно од неговата агенда. Грчката председателка на Hellenic Banking асоциацијата, првите луѓе на MBG групацијата, првиот човек на Стопанска банка тука Скопје. Има прилично добри гости кои што ќе остават траг во делот на ризиците. Асоциацијата на банкарите на Словенија, Македонската банкарска асоциација со председателката тука е присутна. И сето тоа го организира Хрватска. Тоа ми е важно да го напомнам. Загреб е хост на тој ден за банкарите, ви рекол. И на крај стандардно одиме во дигитална трансформација и контролингот како Контролингот тоа веќе ви е стандардно, тоа не се пропушта, да. Мислам, тоа е веројатно една неверојатно туку тоа е работа што ја научив благодарение на комуникацијата со Синиша, иначе тоа ништо не разбирав таму во тој дел на контролинг, ама си научив. Така. Мене ми е мило уште од 2015 ја развиваме таа професија и гледам денес поголем дел на консултанти веќе, некакви приватни компании кои држат и консултантство, обука. Тоа е резултат на тоа делување од 2013-14 наваму. Па и на гостувања така и вас и таа соработка што сме имале како телевизија која знаела да почувствува некаква нова промена и да ја покани, да го покани тој глас. И особено сум еве и денес благодарен на тоа. На вас и на самата телевизија. Да, фактички настанот се организира на база на тоа што различни градови, различни држави се домаќини на различни денови. Настанот е комплетно онлайн. Еве една од тоа ме интересираше. Позитивностите или негативностите зависно. Сега повозрастната група во ден 2 каде што сме дома Скопје, тоа се професори истакнати во Македонија, се професори од повеќе педагошки факултети, реформатори во образование 20 на години, бараат да биде хибридно и што можеби треба да се размисли, не знам управата како ќе одлучи во Хајделберг, но за сега до ден денес се става да биде 100% онлайн. Го организираат повеќе градови. Првиот ден рековме Хајделберг, вториот ден е Скопје, кај нас. Тоа е дуалното образование и конекцијата со бизнисот. Говори Евана, говори Костал, говори тие што се вклучени од самиот почеток на проектот. Сите се вклучени во проектот. А од друга страна, третиот ден е хост Загреб, четвртиот е Подгорица вклучена. Добро. Значи дигитална трансформација и BI или бизнес менеджирање со бизнес информатички податоци и дигитална е Подгорица, важи за една малечка земја како нас, со една амбиција во дигитализацијата. Тоа можам да кажам, јас сум оптимиста и критики добивам за тоа, викам и говорам според неформални информации, Скопје би требало да биде во иднина како град позициониран на таа нова дигитална ера каде што ќе има млади, токму тоа е целта. Сега со Подгорица соработуваме и Подгорица и Скопје имаат одредени
размени во однос и на искуства и така натаму. Бидејќи и таа е малечка земја и оваа малечка земја, не верувам дека ние и црногорци би можеле да бидеме спремни за автомобилски производства. Да. Она што Црнагора го субституира или ајде ние према Црнагора е тоа што имаме зони и во зоните правиме некакво субституирање на она што немаме можност друго или немаме квалификации, додека Црна Гора го прави тоа со туризмот. Така тоа е слични земји за анализа, па слични и со проблеми, ако сакате. Да, сега веќе и со позитивност. Така да секогаш црногорското искуство било добро за нас или таа поддршка со исти судбини кои што сме ги носеле наназад. И последниот ден хоста е Белград и Скопје, заеднички. Ние учествуваме заедно во тој дел, бидејќи Белград, па и се покаже со ковидов дека Белград е Белград сепак. Авторитетот на Белград тоа не е, јас бројни години наназад сум верил дека нели сме подчинети. Белград е сепак столбот на регионот и тоа без да ме критикуваат политички. Јас не сум политичар, не знам како е да се живее во Белград, не знам дали вака или онака однос на менеджирањето на тамошните власти, но гледано од овде или гледано регионално, мислам дека Белград има значителен исчекор економски. Ако видите, вие имате, сега да не збориме во функција на Белград, него само кратко да ја довршам мислата. Најголемиот пат огнен на бруто домашниот производ на регионално ниво, вториот квартал минатата година, кога беше оној сериозен шок, кога беше оној локдаун и сето тоа, е забележан во Хрватска. Кај нас некаде минус 15 е во Хрватска. Ние се движевме минус 10 или минус 11, чинам, паѓање во бруто домашниот производ, а Белград или Србија, сакам да ја спомнам, беше со најмал пат, со минус 6. Сега, што е тајната на српската економија во друга прилика или што може ние да извлечеме? Незиниот фокус на земјоделско производство, незиниот фокус ориентиран внатре во економијата и незиниот отворен пристап кон привлекување на инвеститори без разлика од каде доаѓаат. Тоа е интересно, може да се анализира. И најважно, не е, како велат моите колеги, last but not least, нивната стабилност. Они се стабилни во континуитет, без потреси во политичките делувања. Сега тоа критичарите, опозицијата, бидејќи ние каниме голем дели од нивната опозиција, бившиот гувернер Шошкич и така натаму, председателот на Академијата, Белградска банкарска академија, Сдруженијето на банкари, Комората германска АХК во Белград. Добри луѓе. И тимот на премиерот на Србија, некој од тамошните луѓе. За прв пат ова е под покровителство на повеќе образовни институции. Да. Ова е под покровителство на повеќе. Столбот или најголем покровител е Форум Институтот од Хајделберг, кој што е најголем шејхолдер. Тоа често знам и да го објаснувам повеќе пати и на пријателите од Комора, поголеми македонски стопанственици, па и други и непријатели, ако сакате, ги имаме бројни непријатели, такво ни е општеството кои ќе направат приказ на дека овде државниот универзитет Хајделберг. Не, државниот универзитет е наш партнер. Вториот ден го организира, го помага. Собственици се компании од стопанската фела во Германија, особено во Хајделберг, и тоа е Форум Институтот кој е еден од најголемите партнери на овој проект, и Франкфуртската школа, Frankfurt School of Finance and Management, тоа е фактички универзитет. Банките го знаат добро, банкарите во Франкфурт, една од најпрестижните школи, универзитети формални за едукација на банкарската професија. Броен расадник на познати банкари во европските банки, бидејќи знаеме Франкфурт е центар на европското банкарство. Секогаш во овој момент не е веќе откриваме интересна информација за гледачиве, Француската асоциација за банкари секогаш била наш голем поддржувач. Дури морам да признам, понекогаш си велам што направивме толку погрешно да толку споро ние да работите во однос со македонскиве банкарски асоциации и така. Многу поспоро од колку што со европски. Француската банкарска асоциација имаше и предлог, не знам дали ќе го прифатиме или не, да се инквизира оваа академија овде. Значи буквално ни би ја инквизирали и да ја земат под нивно менторство, да припаднат тимот на вработени кои ги имаме под Француската банкарска асоциација, или тие сега направија мајка и ќерка во тимот во структурата Висока школа за банкарство. Тоа беше стратегија на АБИТ 2013, но каде можете кај нас тоа да го... Кај нас кога ќе се обидете да направите нешто општествено, кога ќе седнете на позицијата било каква идеја општествена, политичка,
гледате колку ништо не може да направите. И тоа е она што демотивира, но секогаш кога бирате како тоа да го приложите пред граѓани, јас сум обичен граѓанин, стопанственик, не сум политичар. Ме разочаруваат изјавите на дел од политичари, па и највисоки кога ќе ги гледам депресивно кога коментираат. Нема да не биде, ќе чекаме, чекате вие ако тоа го коментирате, што треба да бараме карти да одиме сите во Франкфурт да живееме, така. Еве, јас не сум никогаш бил дел од некаква позиција, немам ни амбиција, сум потекнувам од некаква таква фамилија која била во 90-тите години на тие столбови кои денес и не се меѓу живите. Јас ги спомнувам често и сум го учел тој период. Ние треба секогаш да гледаме дали во чашата, дали ја гледаме шишето полупразно или полу. Дали сме оптимисти или песимисти. Тоа зависи од нас. Нема земја без проблеми, па така да и ние. Затоа велам, можеби треба повеќе да влијаме позитивно. Да се вратам на темава сега, да не избегам многу надвор од темата. Поентата ми беше, одиме низ еден процес, тешко се инквизираме, како општество или кога ќе ги предложите реформите, да го промените системот за стручно образование или да допринесете во нова едукација кај банките, тоа оди прилично поспоро, или да воведете нов образовен систем, нова образовна институција во системот, германска, еве тоа што го се трудиме веќе 3-4 години, мора, бар јас ги учам грешките или ние, како тим, некако системот не прати со оној ентузијазам и динамика која што го имаме во себе. Знам често да им одговорам и на овој колегиве новинари кога ќе ме прашаат зошто младиве, таа е горшлива тема, си одат. Да, си одат и за финансиски причини, но бидете убедени, не е овој... Мислам дека веќе финансиските причини не се основната причина. Сакам да кажам. Мислам дека не се. Си одат заради системските причини. Тоа има и истражувања некои кои што се прават изминативе 2 години посебно. Така е. Мислам дека баш веќе финансиите веќе не се основната причина за одењето. Може би таа депресија што ја споменавме, која што доаѓа од системските пречки, ме разбирате, еве, ајде да земеме, ја спомнам неколку земји Франција, непочитувањето, омалуважувањето на различност, сакате и таа форма. Значи, секој има право, доколку не прави системски грешки, и го почитува закон. Така како ви кажат американците, имате, може да се умре и да се плати данок. Друго, се право е слободно на индивидуата. Ние сме испреплетени со минато, со сегашност, живееме во некакво друго време, ние дигитализација зборуваме, тука имате компании во настанов, да се вратам, со милиарди евра турновер, гости, не знам, Валтек, една нова компанија која се инвестира сега, не е... Така. После фактурите ќе им пуштиш. Па ќе ги пуштам после. Гледаш, запамтил, одлично. Ова ми е шега со години што си ја користам. Да. Ќе ве фактурираме подоцна. Ова го запамтив во 2017. Сакам да кажам што ми е поентата. Имаме голем дел каде замина светот. Ние се занимаваме со... Ако мене ме прашате, јас имам став, политиката треба да биде стабилна, да нема промени чести. Кога викам стабилна, значи се знае. Нема промени, 2-3 мандати, сите у власт и на крај тоа е можност за реализација на стопански активности. Да одиме напред, значи да го менуваме системот. Тоа е огнен и вие да бидете, не знам, позиција и премиер или министер, кога ќе седнете на столчето, сум разговарал со многу поранешни функционери, гледате колку системот е лош и ништо не можете да... Да, тогаш однатре го гледате вие системот само пласирате одредени тези дека нешто правите, нели пиар. Сега говорам јас тоа ќе... До денешно време, да. Верувајте ми, тоа е проблем кој што не само политиката, туку и сите ние како чинители треба да го правиме. Згора на се реформите во судството и сега да не одам понатаму. Поентата ми беше мора да работиме на креирање на системот. Јас знам дека е тоа тешко и дека е долг процес, но сите во себе, јас викам, сите, што можам јас да направам? Еве, се трудам во капката на образование, една капка да допринесеме со 80 луѓе. Тоа не е малку. 5 дена да креираме позитивна имате за 5 дена, информација. Тоа е нешто што ние го правиме. Никогаш не ми било проблем да седнам и да разговарам со големиве моќни банкари, кои што се исклучително паметни луѓе. Јас тоа го кажам во неколку, не го кажам тоа поради некаква намера. Имам ја бројни неусогласувања со нив. Бројни. Сега можам да кажам само негативни. Работи кои што сум ги имал, да речеме, стекнато на години, но викам јас, тоа е назад, сега викаме, имам и бројни позитивни работи.
никогаш не би било проблем да разговарам или да побарам поддршка од нив за да се поддржи одредена едукацијска програма, да се поддржи одредена група, да се стипендира и било поддржано. Некогаш помалку, некогаш повеќе. Мислам дека така го градиме системов. Не го градиме системов седејќи сите коментирајќи политика, коментирајќи меѓусебно надмудрување, бидејќи верувајте ми, кој да дојде во системов, колку пати да го смениме, ако не смогнеме сили самите како единка, единките го прават системот. Па било како и да се вика, дали ќе биде Студио 10, Македонија, Северна, Горна, Долна, секој како ќе биде Србија. Ако сите не се смениме барем за малку или не работиме еве денес од 8 до 8 да промениме нешто, системот само ќе биде и дивергентен, и динамиката на управување или променување ќе биде спора. И тоа ќе биде само политички елити ќе се менуваат, ништо особено. И затоа мислам дека има бројни успешни примери. Имаме уште неколку минути до крајот. Кажете ми само начинот на кој што луѓето кои би изразиле интерес или медиумите кои што би сакале да следат, како би можеле тоа да го направат? Бидејќи од 7 почнува? Да, почнува од 7, трае 5 дена, реков, комплетно ќе биде онлайн, преку 80 говорници, каде што во тие 5 дена се опфатени повеќе настани од сите актуелни теми. Медиумските колеги твои и медиумските компании или слично екипи ќе може тоа да го направат преку официјалните портали. Така. Еден е на институтот IBMHS, Институт за бизнес и менеджмент Хайделберг Скопје. Таа е на германска хостинг страна, на EU, и едниот е на ABIT EduMK, каде што ги имаме сите информации за пријава на настанот. Бидејќи бројките се ограничени, ние имаме тука договор или некој вин-вин со партнерите од странство да се наплати некој минимален паушал, скромен. Бидејќи они имаат некоја проектирана висина, сега тука дел од средствата. Нивната висина таму во Германија, нашата висина. Тука е символично, колку. Да, добро. Поред, значи информациите може на ABIT на веб страницата може да ги добијат, нормално операторите ги даваат во континуитет. Имаме неколку оператори, дел и од странство, дел и тука. Убаво е да се чуе. Полесно е за паметење веб страницата не за друго. ABIT EduMK или на Хайделберг, едноставно. Хайделберг е по-едноставно, така си го доби извадокот од градот кој е во Германија прилично авторитетен во науката и во здравство. BioNTech, не знам дали знаете, на 30 на минути до Хайделберг. Тоа е една, нели, Pfizer и BioNTech компанија, Хайделберг важи за град кој е иноватор во делот на здравствената и медицинска индустрија во Германија. Ако го земам тој Манхаим, кои не се исто партнери, таа регија, тука Манхаим е прилично влијателен во фармацевска индустрија. Да, па има логика, едно тоа едно да. Ги користиме многу во образовните настани. Има ли нешто што сакате да кажете на крајот, не ве прашав? Сакам уште еднаш да се заблагодарам, еве да ги поканам сите кои се млади, кои или да пренесам едно искуство, најдобрата инвестиција во себе или да ја направите и особено во криза е инвестицијата во себе. Значи инвестирањето во едукација, ова не значи да индиректно некаква скриена намера имам за да ги повикам на мојот, не, било каде и да се едуцирате. Во било која форма на едукација, тоа евреите често го практикуваат. Е најубавата инвестиција. Она што ќе го стекнете со себе, не може никој да ви го земе. Дали ќе падне биткоинот, дали ќе порасте, дали ќе одреден капитален објект ќе ви го подарат, ќе го купите, куќа, стан, акции, тоа се има ризици, но инвестицијата во себе. Вие може да земете една торбичка и од Тел-Авив да одите во UK и да се вратите назад од Палестина, еве да ги спомнам нив. Тоа е нивна филозофија на тој народ. Било да се од една религиска или од друга. Инвестицијата во себе е Македонија има најекономична. Вие сигурно и повеќе од мене имате искуства, западните земји, особено американското искуство, огромна сума на пари бара да издвоите за едукација. Така да тоа би било пораката. Инвестицијата во себе е нешто кое е најефтино или најкорисно за младите. Професоре Наумовски, ви благодарам за времето што го одвоивте за нас и се надевам ќе се видиме наскоро повторно. Благодарам Огне на поканата и благодарам за телевизијата што одвои време.